Не така одамна, кавадаречкиот спорт беше еден од најмоćните во државата. Фудбал, кошарка, ракомет, мали спортови, навивачи, успесите мора да продолжат. Ете, конечно дојде и ред во нашиот спортски времеплов да презбориме нешто и за големите спортски неправди. Имено станува збор за 2012 година, станува збор за наша сограѓанка, Надица Апостоловска, која таа сезона имаше заедно со својот тренер Благоја Пешич една доста успешна сезона. На 6 надпреварувања, меѓу кои поголемиот број беа и меѓународни, оствари одлични резултати. Во дисциплината 10 метри со воздушна пушка пукаше редовно над 390 круга, поточно 392, 393, 394, па дури и 395 круга од можни 400. Но што се случи? Во Стрелачкиот сојуз, по сите искази на сите стручни комисии, Надица имаше олимписка норма и требаше да патува на Олимписките игри во Лондон 2012 година. Но така не мислеа одговорните структури во Стрелачкиот сојуз. Поточно да кажеме дека тие не аплицира за да нашата Наташа Апостоловска замине на Олимписките игри. Сега одма сакам да ги дефинирам и виновниците. Главен виновник за тоа што не беше аплицирано за Надица Апостолова е прво селекторот, а исто така и председателот на Стрелачкиот сојуз. Значи, според мене, тоа се натрапници, да го употребам изборот мој, кутлачи инволвирани во големи спортски институции и се разбира, потоа следуваат последиците. На секој спортист сон е да учествува на големи спортски манифестации, европски првенства, светски првенства, а секако и на олимписки игри. Спортистите, за да стигнат до такви, во овој случај, како што е со Надица Апостоловска, има одлични резултати и требаше да патува и е ускратено тоа задоволство да учествува на една ваква голема манифестација. По тој повод, еден од стручното жири во Стрелачкиот сојуз, мислам дека се викаше Трајче Дамевски, тој истакна: ова кај нас е редовна пракса. Да, најдобрите не патуваат на големите манифестации, него оние што имат втор, трет, па дури и пети резултат. Затоа, овој случај го прогласувам како еден од најголемите спортски неправди во историјата на македонскиот спорт. А сега предлагам да погледнеме интервјуто, разговорот со Надица Апостолова и нејзиниот тренер Благоја Пешич, кога се вратија од светскиот куп во Милано со еден одличен резултат. Но, сепак, да потврдиме дека на крајот Надица Апостолова со својот тренер не патува на Олимписките игри во Лондон. Почитувани гледачи, како што реков во најавата, главната информација доаѓа од резултатот постигнат во Милано на светското првенство за стрелање, каде што нашата шампионка Надица Апостоловска забележа резултат од 384 круга. Заедно со неа во Милано беше и тренерот, нејзиниот личен тренер Благоја Пешич, па ќе искористиме оваа прилика да поразговараме малку на оваа тема. Честитки Надице за постигнатиот резултат, исто така и за тренерот Пешич. Како беше во Милано? Учествувавме на светскиот куп во Милано со водещо оружје, затоа што Надица Апостоловска, како најуспешна стрелачка на Македонија, е олимписки кандидат за учество на летните олимписки игри 2012 година во Лондон. Поради кое и учествувавме на овој светски куп за да ја обезбеди минималната олимписка норма. Ние сме заедно задоволни од постигнатиот резултат. Таа постигна 384 круга, значи 9 круга повеќе од минималната олимписка норма. Така да, за тоа што за која цел отидовме, целта ја постигнав. Имаше ли голема конкуренција? Бидејќи ова е светски куп, учествуваат целиот свет од сите земји. Учествуваат 118 стрелци
а тоа се сите квалитетни стрелци од цел свет. Секоја земја ги пречи најдобрите стрелци на овој светски куп. Така да, резултатски пласманот не сме многу задоволни, 79-то место, но ако се земе у предвид дека ние имавме големи проблеми да ја помиме таа техничка контрола околу опремата, затоа што нашата опрема беше застарена, имаше големи поправки на опремата и после низа напори таа ни дозволија да се настапи на светски куп. Ке се навратиме нешто подоцна на опремата. После вашата черка Дивна Пешич е и втора наша сограѓанка која ќе патува на Олимписките игри, Надица Апостоловка, нашата шампионка во стрелање во сениорска конкуренција. Вашите импресии од Милано? Како што кажа Тошко Благој, дека јас прв пат настапувам на светски куп, да. И ова беше за мене лично искуство да со толкава конкуренција да пукам. Задоволна сум со мојот резултат. Така да. Го спомнавте опремата, оружјето, застарено, а мислам дека сега ова е момент сите структури во градот па и во државата да се овозможи на една наша олимпијка со ново оружје, со пософистицирана опрема да настапи во Лондон на летните олимписки игри 2012 година и мислам дека со таквата опрема резултатите ќе бидат и подобри. Секој дека ние настапиме на нови светски куп со таква опрема немаше ни еден стрелец. Наша опрема беше најзастарена. Музејска, сакате кажа. И соодветно, мислам, и оделото и палто, мислам, и чевлите, и пушката, сето тоа беше од друг стрелец. Така да Најца нема позајмена опрема. Нема опремата е на клубот, али нема лично за неја направено специјално по мерка, затоа што секој стрелец кој учествува на овакви големи натпреварувања учествува со своја опрема, лична опрема. И така да тогаш резултатите се и поголеми. Иначе на Најца капацитетот на остварување у нашето првенство има постигнато 393 круга. Тоа е европски и светски резултати во однос на би била во првата третина од речиме од сите така, од сите стрелци. Така да ние се надеваме дека ќе се добие соодветна опрема за Надица и нејзиниот капацитет е многу поголем, реков дека ќе може да остварува и високи резултати, па и да земе некој рекорд на нашата стрелачка двократната олимпика Дивна Пешич. Браво. Има доста време до 2012 година. Секако дека во планот ви се и некои по-конкретни подготовки. Секоја година има најмалку 10 до 15 европски и светски и купови и првенства и така натаму. Ако државата овозможи да нашата стрелачка учествува на повеќе овие натпревари, секој дека таа ќе биде се подобро и подобро, па може да се надејаме да освои и да пука во некој финале на светско првенство или на светски куп. Надице, како се реакциите овде во градот по овој одличен резултат во Милано? Па вчера се вративме, така да уште не се знае. Моите блиски знаат. Како реагираа? Задоволни? Да, задоволни. Па добро, ете, ако имате нешто да додадете во овој краток разговор за нашата телевизија, повелете. Ние сакам да искористам ова можност да целата, мислам како општина, ние се надејаме дека новиот градоначалник ќе и политиката што ја спроведува ќе ни биде подобро до сега, бидејќи ќе ни ги реши овие основни проблеми на клубот, затоа што ова се работи за една врвна
манифестација за ако знаеме дека 5-6 од цела Македонија 5-6 спортисти учествуваат на Олимпијада, а еден од тие е од Каварци, тоа е голема афирмација на општината Да. и на државата. Секако дека тоа е Yes. обврска и на Да. градоначалникот, но мислам Да. дека тука треба свој збор да кажат пред се и Стрелачката федерација, исто така и Олимпијскиот комитет на Македонија. Тоа е точно тоа. Али ние како клуб за произведуваме и понатаму успешни стрелци мора да обновиме опремата, иначе со оваа опрема ми не можеме да испаднеме надвор на Македонија. Ние за Македонија стално ќе биеме први. Само нашата цел не е да бидеме први во Македонија, ние да бидеме и во врвото на европското и светското стреляштво, затоа што го имаме тие капацитет, имаме како најца што има желба и сака да постигне и ќе постигне, затоа што мојата оценка е дека неизните можности се неограничени. Па во најскора идна може да донесе и медали. Браво, уште еднаш честитки Надице, честитки Пешич и се надеваме дека ќе се видиме повторно за вашите резултати, а исто така и за проблемите што се јавуваат во однос со опремата и сите други пропратни работи. Благодарам уште еднаш на гостувањето во нашето студио. И јас- за поканата. Да, исто така. Исто се заблагодаруваме што не повикавте да запознаеме кадречката јавност дека за нашите резултати и мислам што цело време вашата телевизиска куќа теквеше, не прати и задоволени сме, се надеваме дека и во идна Секако, ќе соработувам. се работуваме. Не така одамна, кавадаречкиот спорт беше еден од најмоćните во државата. Фудбал, кошарка, ракомет, мали спортови, навивачи, успесите мора да продолжат.